Каде завршуваат парите во Министерството за спорт и дали Борко Ристовски финансиите ги дели по критериуми или по кумство? Прашаат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН повторно прашуваат дали Заев имал договорено процент од становите на ДАКА во Тетово вредни над 200 милиони евра. Каде завршуваат парите на граѓаните во спортот? Министерот за спорт Борко Ристовски мора да излезе пред граѓаните и да одговори. Распределбата на државните субвенции за 2026 година во спортот е скандалозна и отвара сериозни сомнежи за можни злоупотреби, селективност и корупција. Например, во категоријата индивидуални олимписки спортови највисок износ на спортски субвенции добил спортски клуб од спортско качување, втор највисок износ е триатлон, а трет е од бадминтон. Спортовите со континуирани меѓународни резултати и олимписки настапи, како теквондо, атлетика, борење и скијање, се помалку вреднувани. Ветено ли му било на Заев процент од продажбата на стамбените единици кои прорускиот бизнисмен ДАКА требало да ги гради во Тетово, проценети на 200 милиони евра? Дали Заев, освен оние 4 милиони евра, кои ДАКА во аудио снимки на социјалните мрежи, вели дека му ги дал како подкуп на Заев, требало да добие и процент од продажбата на 2000 стамбени единици во Тетово. Затоа ли СДС и ДУИ по насока на Заев, ден по формирањето на владата во 2020 година, менуваат дуб во Тетово за прорускиот бизнисмен ДАКА да може да гради бетонска џунгла.